Драго ми е што денес бев поканет заедно со градоначалникот на општина Центар, заедно со секретарот за меѓународна соработка на СДСМ Бојан Маричич, воедно и прв вице-премиер на владата, во рамки на активностите за денот на пролета да учествуваме во акција за садење на дрва во општината Центар, тука во оваа мало. Она вистина представува одлична активност со која што се дава пример дека средината, екологијата е нешто за што мора сите ние да се грижиме. Општина Центар представува одличен пример за тоа на кој начин треба да се одржува и хигиената, меѓутоа и за зеленувањето на општината. Таа е мала општина по површина, меѓутоа дава добар пример на другите општини. За жал, градот Скопје во последните 2 години се наоѓа во една, би рекол, запуштена состојба. Практично Скопје е како развластен град по победата на ВМРО ДПМН на локалните избори, практично како и да немаме градоначалник, како да нема совет, и со тоа само се потврди дека оние ветувања кои што беа дадени пред 2 години од страна на ДПМН, од страна на нивниот председател и раководство, дека ќе добиеме градоначалник кој што ќе го осовремени градот, беше едно лажно ветување кој од чисто резултат на крајот сите го гледаме. Јас сум исто така многу среќен што во текот на мандатот на мојата влада за 2 години еден друг аспект на екологијата беше исклучително високо на агендата и постигнавме одлични резултати, а тоа се обновливите извори на енергија. Во само 2 години успеавме да имплементираме проекти со капацитет од 600 мегавати обновливи извори на енергија, сонце, вода и помал дел од биомаса производство на електрична енергија. Во споредба со она што беше до 2016 година, тоа е многу кратно повеќе, тогаш имаше само 16 мегавати, сега само за 2 години 600 мегавати. И тоа е начинот на кој што треба да се развива нашата држава во еколошки чиста, со висока свесност и на самите граѓани за чистотата околу нас и со висока ангажираност секако на локалните самоуправи во однос и на чистењето, и на зазеленувањето, и на подоброто урбанистичко планирање на градовите. Ви благодарам уште еднаш што вие како медиуми ова го следевте и се надевам дека преку вас ќе можат сите граѓани и сите други градови да бидат поттикнати да прават исто така вакви акции како општина Центар тука во ова мало.